Кога граѓаните се посиромашни, банките се збогатуваат. Логиката е едноставна. Кога немаат пари, граѓаните лесно посегнуваат по кредити за да завршат некоја неодложна работа, па подоцна мака мачат како да ги вратат и основицата и каматите. Граѓаните најчесто имаат потреба да потрошат некоја поголема сума на пари за тековни работи, како школување на деца, реновирање на домот, купување мебел или друга покукнина, автомобил и слично. Во време кога речиси никој не позајмува, банките се речиси единствен начин да се дојде до кеш, а кога се нема каде, тогаш на каматите малку кој размислува. Како последица на таквите состојби од почетокот на оваа година, со двоцифрен процент, се зголемиле потрошувачките кредити во споредба со 2016 година, се зголемува побројувачката и за стамбените кредити. Граѓаните знаат дека каматите не се поволни, но велат дека тоа им е единствениот излез од сиромаштијата, со надеж дека ќе дојдат подобри времиња кои ќе може да заработат повеќе и да се разложуваат. Сегашната состојба според Народната банка на Македонија е дека таквите кредити се во вредност од 2 милиарди евра. Собствениците, односно стопанствениците на фирмите, се поскептични кога се во прашање кредитите, па ги чекаат резултатите од преговорите за излез од политичката криза, за евентуално да се опуштат. Фирмите во банките чуваат 2 милиарди, а зеле 2,8 милиарди евра. Главната кредитна активност е резултат на ниската кредитоспособност на фирмите и главно на политичката криза. Инаку сегашниот пресек на кредитното задолжување на државно ниво вели дека едно македонско семејство просечно е во минус со 3800 евра. Како и кога македонецот ќе може да го намали кредитниот долг и да се приближи кон позитивната нула, засега никој не може да каже.